Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Завршија председателските избори во Соединетите Американски држави. Доналд Трамп е 47-миот американски председател. Сите светски лидери му честитаа на Трампа, покуси не останаа и премиерот Мицкоски и председателот на СДСМ Филипче, кои на своите лични профили на платформата X му е честитаа победата. И додека светот се прашува дали ќе заврши руско-украинската војна, конфликтите на Блискиот Исток, односите со Кина, нас не интересира само едно, и тоа е темата на денешната емисија. Како ќе влие изборот на Трамп на нас, ќе биде подобро или полошо? Скоро сите изборни анкети предвидуваа мртва трка за избор на председател меѓу Доналд Трамп и Камила Харис. И погрешија, па нашата анкета прашува: очекувавте ли толку голема победа на Трамп? Да, не. И кога велам анкета, мислам на Instagram Story. Тоа значи да сите вие кои што не следите се уште на Instagram, топло препорачуваме да не заследите во овој момент и секако да земете активно учество во оваа анкета. Значи, прашањето таму е: очекувавте ли толку голема победа на Трамп? Имате две опции за одговор. Да, не. Кликнете на вашиот одговор, ќе пресметаме секако и сумираме во проценти и ќе ги соопштиме резултатите таму некаде пред рекламите. Како и да е, во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Тамара Грнчаровска, потоа продолжуваме со дискусијата со вас. Од соочување со 91 обвинение за кривично дело во 4 кривични случаи до втор мандат како председател на САД, Доналд Трамп се враќа во Белата куќа како месија, кој причината за неговата победа рече дека е за да ја спаси Америка. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. Доналд Трамп, милиардерот и њујоршки магнат со недвижности, кој најголем дел од животот го помина меѓу написите во таблоидите и телевизиските шоуа, во 2015-та неговите амбиции го насочија кон Белата куќа, во која влезе на голема врата во 2016-та, а од која замина со упадот на неговите поддржувачи во Конгресот во 2021 година, откако Трамп загуби на изборите за реизбор со тврдење дека му се украдени гласови. Политичката кариера на Трамп потоа изгледаше мртва. Неговите донатори и поддржувачи изјавуваа дека никогаш повеќе нема да го поддржат, од него се оградија дури неговите најблиски соработници и сојузници, но изолацијата на Трамп не траеше долго. Тој во 2022 го најави своето враќање на политичката сцена, пошто успеа да ги победи конкурентите за председателски кандидати во Републиканската партија, а вчера да ја освои повторно и довербата на американците. Роден како четврто дете во богатото семејство на Меријан Меглау Трамп и Фредерик Крис Трамп, постариот, Доналд почнува да го гради своето богатство во бизнисот со недвижности со скромен заем од 1 милион евра од својот татко. Тој подоцна се придружува на бизнисот на татка си, од кого потоа во 1971 ја презема контролата врз семејната компанија и ја преименува во организацијата Трамп. Трамп својот татко секогаш го опишувал како негова инспирација. Трамп освен како бизнисмен се докаже и на полето на шоу бизнисот, најпрвен како сопственик на надпреварите за убави на Мис Универзум, Мис на САД и Мис Тинејџерка на САД, а потоа како креатор водител на реалното шоу на телевизијата NBC цели 14 сезони. Тој објави неколку книги, а се појавуваше и во филмови. Богатството на Доналд Трамп во моментов се проценува на 4 милиарди долари, откако се намали во изминатите неколку години во кои тој прогласи стечај на своји бизниси во 6 одделни случаи. Неговиот деловен живот е проследен и со контраверзии, особено откако во 2020-та Њујорк Тајмс откри години на избегнување на данок на доход и хронични финансиски загуби. Трамп или една од неговите компании биле вклучени во 3500 кривични случаи во федерални и државни судови, од кои во 1450 случаи бил тужен. Приватниот живот на Трамп секогаш бил под лупата на јавноста, од кој најпозната неговата прва жена Ивана Зелничкова, чешка спортистка и модел, со која има 3 деца. Од бракот со актерката Марла Мейпл се има ќерката Тифани. Актуелната сопруга на Трамп е пак поранешната словенечка манекенка Меланија Кнаус, со која го има синот Барон Вилијамс Трамп. Кариерата на Трамп како бизнис
бизнисмени, шоумени следее во мрачни афери, но обвинувања за сексуални злоупотреби за кои се водеа судски процеси. Трамп како председател во претходниот мандат ќе остане запаметен и по тоа што секојдневно го користеше социјалните мрежи да ја зголеми својата популарност, особено платформата Твитер. А на 023070005 црвена линија ве прашува како ќе влие изборот на Трамп на нас. Ќе биде подобро или полошо? Верувам дека оние кои што за прв пат ќе се вклучат во црвена линија ќе го запазат и техничкото правило да се намали веднаш целосно тонот на ТВ приемникот. Ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Па како ќе влие изборот на Трамп според вас на нас? Подобро или полошо? Ќе одговорам. Прво не очекував Трамп дека ќе победи. Не очекував. Не дека беше тој председател, па видовме што направи за Македонија. На второто прашање, што за нас би направил? Ништо. Јас мислам ништо. Замисле да Македонија на улица од Њујорк е, да речеме, 2 милиони. Тој мислите толку ќе ги интересира. На глобално ниво, може би нешто ќе ја запри војната во Украина или нема да инвестира повеќе во Украина, тука да. А за Македонија ништо не очекувам. Најголемите очекувања беа од, речете се, од Германија, кога ни рече ова да смениме името, па сегде ќе видиме и во НАТО, и во Европска Унија. Све лага до лага. И се Трамп ќе се интересирал за Македонија. Многу смешно ми е таа работа и не очекувам ништо. Па лично таа Америка нас ни закаче, нож грб ни закаче 2001 година и ни го донесе рамковниот договор. Што друго да ви зборувам? Сега, малце за албанците, тоа ќе види Трамп дека е, малце ќе се замисла. Не мислам дека толку ќе подржуват. Тоа е моето мислење. Нема врска. Не верувам за Македонија дека тој ќе се интересира. Не. Ангела Меркел нас веќаваше се, па не уништи. Благодарам многу. Со вас го отвараме ова денешно издание на Црвена линија, поточно дискусијата и сите сте добре дојдени. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Јас сум Роме од Виджево. Секако ве препознаваме веќе, но еве да ни кажете дали победата на Трамп ќе влие подобро или полошо за нас? Не, за нас нема да биде подобро. Сигурен сум. Јас сум школован. Не сум прост. И жените се пошевети од мажите. Овој Трамп се збогатил, ама помалку бил од мене. И ја бев љубовје горе, ама овој бил победар од мене. Ама ја не крадев ништо. Јас само помагав. А овие се само за крадење политичари. И тој се збогатил од татка му, како не. Тоа да не го лажи никого. Мене нема да ме мами. Очекувавте ли еве толку голема победа на Трамп? Види, јас не му ја признам победата. Зашто тој ја водеше војната со Русија. Украина, знаеш што значи да ја преведиш на македонски? Покрајна на Русија. Јас студирав руски. Ја го знам руски јазик. Таа е покрајна на Русија. А тој сакаше да овој зелениот да ја нападне Русија. А тој вистина зелен испадна. Го слушаше Трамп. И затоа таа е руска покрајна на Украина. Така е. Да живее Русија. Благодарам многу за вклучувањето. Сега еве конечно визуелно ќе ви представиме, верувам како изгледаме на Инстаграм. Меѓу другото, секако заследете не, уште еднаш еве повторувам, анкетата е активна и прашањето е следно: очекувавте ли толку голема победа на Трамп? Имате две опции за одговор: да, не. Кликнете на вашиот одговор, ќе пресметаме во проценти и секако ве охрабрувам сите вие кои што ќе сакате нешто да надополните или можеби нема да успеете да се вклучите во живо.
Преку коментари и споделување на Facebook профилот Црвена линија се разбира и профилот на Телма телевизија на Facebook. Добар ден. Поштување госпожа Тина. Огромна почит и до вас. Па како ви се чини? До вашата екипа, до сите аналитичари, политичари, хронолози и од сите гледачи, пошто последна емисија од денешниот ден. Се вака, по мое. Америка ти е најголемо зло на човечанството, без кој не се може. За Трамп, најнеморален председател е. Па Дурденска колку обвиненија уште има, не може да ги решат. И таму има мито и корупција, и таму владе беззаконието. Каде се тие предмети што та, да речеме, манекенка што бела, му дала толку пари да ќути, силување од ова силување, најнеморален. А итаре човек, од друга страна мора да му се признае. И наодно и во животот, биографијата и вашата Тамара каже и пред тоа сум читал. Значи од ништо, со помош на татко му, стори нешто. За Македонија, ја мислам ќе го среди градскиот собраќај, ја мислам ќе ја среди корупцијата во Македонија, ја мислам ќе среди тие клановите во Грчец, ја мислам тие неправди што се во Македонија ќе му ги врати на народот. Ништо, ако не ги засукаме ракавите ние Македонија, ништо нема да биде. Трамп може индиректно преку Орбан, иначе директно за Македонија. Не се надевам. Бидете поздравени, све најдобро. Бидете поздравени и вие продолжете да не гледате и благодарам за вашето учество. Ке ги вклучиме сега кои оние кои што постојано коментираат на X платформата. Почнуваме со коментарот на стваралец кој што напишал: ех, колку ми е драго што победи Трамп. А ние ве прашуваме во Црвена линија како ќе влие победата на Трамп на нас. Ќе биде подобро или полошо? Добар ден. Во програма ли су? Да, во програма и тоа во Црвена линија. Повелете. Вака Тинеј. Ве слушаме. Се знаеше Трамп дека ќе победе. Ја бев сигурен у него. Тој Трамп е јак мажиште, таков требе. Нека Обама се смеплюеше, не можеше да оде. Или ка ова нашата, што е председателка, да те срам да ја појавиш некаде. Да не ги навредуваме, ве молам. Ами така е шо. Изборот на Трамп конкретно, дали ќе влие подобро или полошо за нас? Ние немаме корист ништо. Немаме корист ни ништо, Тине. Од Америка и кој да е. Америка се знае што направи со Македонија и вие западните земји. А поделија Македонија. Ние треба да засукме ръкави да работиме. Не овие од 2 милиона народ, 4 милиона арамији, не ли исламбе, земјоделие се запустија. Очекувавте ли толку голема победа на Трамп? Очекуваме од Трамп сигурно бе 100%. Очекувам. Сигурно бе дека Трамп ќе победе. Кај нас треба да се нема правна држава бе. Само зборуваат они од два мроча за твој менуа, а бе треба на дело да се однадеме. Затвори го и готово. Од Заев, од Груевски, Мијалков, сите ги испуштија. Кај ми не идат, зашто сум зборуел, зашто се ево, не ли и срамбе, за никаде не направија Македонија. 30 години запустија вие партиите и народот го раскара. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Уште еден коментар од X платформата на Павлевски Илија напишал: една од големите теми на кои победи Трамп е инфлацијата. Работата е што со Трамп инфлацијата ќе биде уште поголема. Враќањето на работните места во Соединетите Американски држави по мене одлична политика. Ќе предизвика дополнителна инфлација. И тоа поприлично голема ако се остварат неговите цели. Дали ќе биде подобро или полошо за нас, ќе видиме што ќе одговорат останатите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, господине Љупче. Очекувавте ли волку голема победа на Трамп? Па, сега ќе морам да се шалам. Ја не спиев од што бев толку заинтересиран за изборите во Америка. Витина, знаеш, она мора да употребам и на фоскула на Али Ахмети, како до сега. Ние сме веќе решен случај, да ти кажам право.
Вие гледате дека било кој амерички амбасадор да дојде во државата, нашиве политичари без негов амин не можат да писнат. Што значи ние сме веќе одавна ставени во колосек, по лионе и под контрола, и не очекувам дека нешто ќе драстично ќе смени кај нас, затоа што економски ние сме врзани за Германија, а политички, како ги ни кажат, така работиме, да ти кажам право. Гледам дека денеска малце поише косовари се тресат ради победата на Трамп. Тие се исплашени, а знаеме зошто. И тука нешто гледам да нешто се не верувам да ти кажам право. Све е веќе, Балканот е веќе среден да ти речам право. И прашање е само како ќе ги средат другите работи. Ние се веќе средена работа. А ние поише ништо не зависиме од Америка, поише зависиме од овие наши лебари тука, што го лажат народов, отколку од Америка се зависиме био нивното. Ние имаме проблем со нашите политичари, ние светските политичари немаме проблем. Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Па, добро, ова и очекувано и неочекувано беше Трамп дека ќе победи. Америка си Америка, се знае. Избор беше нивни, го избраја. Не е битно. Човекот е богаташ, значи има доста и богатство, а се знае кој може да биде председател во Америка. Тој ќе има пари. Сега, што ќе прави Трамп со нас? Па ништо. Ние сме ситна боранија, така да Трамп со вакви ситни риби не се занимава, бидејќи тој оди на крупно, оди онаму кај што има интерес, мислам Америка. Тоа е генерална политика на Америка. Значи, Америка оди онаму кај што има интерес. Кај што има нафта, кај што има рудни богатства, кај што има стратешки интерес. Што сме ние? Ние не му требаме на Америка, ама баш воопшто. За ништо. Очекувавте ли волку голема победа на Трамп? Не, право да ти кажам, верував дека е мртва трка, меѓутоа сепак испадна дека е инако. Значи, без разлика, победи, честито нека му е и то. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Уште еден коментар од X платформата. Никола Нелоски напишал: во Трампово се спуштија каматите и се испринтаа трилиони. Сите срекни. Дојде Бајден на власт, таман за инфлацијата да скокне. Таман ке се спушти по 2% и ке дојде Трамп. Треба и среќа да имаш. А ние ве прашуваме како ќе влие изборот на Трамп врз нас. Подобро, ќе биде подобро или полош? Добар ден. Ден, Тина. Секој добро во Црвена линија сте? Поздрав до нашата и ваша емисија. Благодарам. И да ви кажам искрено, очекува победа од господинот Трамп, пошто се надевам дека ќе ни помогне нас, опште на Западниот Балкан, за влез во ЕУ. Мене лично ме интересира влез во ЕУ, да доживам, пошто сум во години, да доживам мојата држава Македонија, Република Македонија, да влезе во ЕУ. Толку сакам. За подобар живот, подобро утре, а го слушав господинот Трамп, кога даде изјава дека ќе настојавам цел Западен Балкан да влези одма во ЕУ. Значи, мораме да бидеме оптимисти. Не се сложвам со некој скептички мислеј на ова, она. Мене ме интересира за мојата држава да биде подобро утре. Фала многу што ме саслушавте. Убав ден. Господ здравие на сите и да се надеваме за подобро. Пријатно. Пријатно, благодарам многу. Ви посакуваме секако се најдобро и да останете со ова издание на Црвена линија. Има уште еден коментар од X платформата. Кочев Дол напишал: намалете доживување. Трамп победи во Соединетите Американски држави. Ние уште го имаме Rolex Prime министерот. Дали ќе биде подобро или полошо за нас? Да видиме што ќе одговорат гледачите. Добар ден. Добар ден, Тина.
Поздрав до вас, во црвена линија сте, повелете. Се јавува Ацо од убавата Пинтија. Па еве, господине Ацо, ќе биде подобро или полошо за нас? Сите анкети, мислам, бевме сите за Трамп и еве рачунаме дека човекот ќе помогне еднаш и нас да не огрее сонце. Досане малтретираат, не подценуваат. Ја мислам, овој човек треба да му се приближат нашите бизнисмени што се таму малку со него, треба да дознае за Македонија, не вака, не со диво ништо не правиме. Разбран човек, така дисциплина, тоа е многу важно. Само нашите политичари да имаат контакти, сега премиерот Мицковски, една лекција да му одржи какви малтретирања имаме од бугарите, од грците. Они не ни знаат, може. Затоа Тина, значи сите предвидувања беа дека ќе победи и подобро ќе биде за нас. Мислам како ќе ние со него соработуваме. Многу е важно, а сакаат да ни помогнат. Поздрав многу. Очекувавте и ви ова да ни одговорите ваква голема победа на Трамп? Да. Очекувана, да. Добро. Ако тоа се, благодарам господине Ацо, останете со нас, секако ќе имаме допрва нови мислења, нови вклучувања, па заедно да слушнеме какви се одговори ќе имаме во црвена линија. Добар ден. Ало? Поздрав до вас. Здраво, Тинче. Здраво. Голем поздрав. Голем поздрав секако. И сите сте ќе биде ли подобро за нас по победата на Трамп? Нема да биде. Ја очекувам овие гласови дека нешто ќе биде добро. Ние се толку изнапатимо за овие години. Па џабе што викате Македонија, овој па дај Боже и Македонија држава, што мислат они? Па ќе помогне, како нема да помогне. Доста ни е више од тие лоши работи. Дај Боже да биде на подобро, да викамо сите да биде добро да биде, а не они како само лошо и оно стварно иде на лошо. Кад дај да викамо добро Трамп, еве га сите толку гласови, па тие гласови нешто значат бе, Тинче, лепотице наша. Све си го пеем песната Тинче, Катинке, да се ми жива и здрава, да мислимо на убаво, а мора би убаво да ве прашам, очекувано ли беше од ваша страна, се изненадивте ли од големата победа на Трамп или очекувано? Па како не, па радуемо се сите бе, златна, како не. Па нешто тој значи тај победа, не може да биде на полошо. Се ќе биде, ја мислим, на поарно, па сега да сме живи и здрави и ќе видиме, Тинче, како ќе биде. Слабо те слушам, но бидете живи и здрави, продолжите со ова народот малце да се освести, тие лоши работи да ги остави на страна, што викаше некој на кантарот има и лоши арни работи, дај да иде кантарот на добрите работи, лошите да ги отфрлимо и оваа наша златна Македонија стварно, бар ние да поживееме малце од малце што сме се толку градиле, работиле, со 40 години трчале, деца оставјале, па сега малце да живнеме на крајот, ако вика некој стари, па и старите сакат да живеат, дај Боже сите да дочекате пензија, да видите колку е убаво, Тинче. Благодарам, многу убаво е да имаме во црвена линија и секако еве ги охрабрувам и оние кои што можеби немаат до сега во животот искуство со вклучување во контактни мисии. Секако можете да го завртите нашиот телефонски број 023070005 или преку коментари и споделувања на Facebook црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Очекувавте ли волку голема победа на Трамп? Па вака, прво ќе почнам со тоа дали ќе ни помогне Трамп на нас како Македонија, македонци. Тоа зависи од нашите килави политичари, дали ќе знаат да се наметнат, да го искористат овој момент, а Трамп сака да ни помогне, меѓутоа зависи сето од нас. Второто, првото што рековте, очекував дека ќе победи и бе сигурен, не 100% што викаше Анди Бајрам, 102 и 3% бе сигурен, бидејќи Америка, да ме просите вие жените, Америка не сака жена да ја командува. Уште барем најмалце 30 години во Америка жена не може да биде председател на државата, значи се ќе бидат мажи. Значи тоа џабе, таа се мачеше, значи жената, меѓутоа значи, однапред се знаеше победникот. Макар да не го сакаат Трамп американците, но кога ќе бираат меѓу два лоши, избраше Милоша. Од два лоша вика избраше Милошна. Така и ситуацијата. Добро е тоа што рече дека војната ќе ја запре во Русија и на Блискиот Исток. Тоа го поздравува и сакам да се случи, а во Русија ќе се случи само на овој начин. Значи, енклавите каде што се со руско население ќе бидат ставени
на мораториум од 5 или 10 години, значи да имаат право кога ќе поминат тие 5 или 10 години со референдум да се определат сами граѓаните дали ќе бидат руси или ќе бидат украинци. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Ево уште еден коментар од X платформата. Мики Ангел е напишал: зошто сакавте да победи Трамп Харис? Ние ве прашуваме како ќе влие изборот на Трамп на нас, дали ќе биде подобро или полошо. Добар ден. Здраво. Здраво. Па како ќе биде подобро или полошо? Нема, кај американците си тераат они тоа што го зацртали и предходна администрација, така да за нас ни нема спас. Значи, таму во врска со нас, тоа нашето елада лоби растура таму против нас. Што мислите, елада е само заглавена финансиски поради овие работи, крадења, плячкања? Не е тука, прашање е таа лоби група таму од тие европски пари, колку има лобирано кај конгресмени, сенатори, амерички, све и свашта, тоа со децени. Тие знаеле дека ќе дојде ден кога ќе се распадне Југославија и дека ќе се појави Македонија. И уште тоа време они имаат лобирано. Каранто тие 600-700 милиарди колку ги дужат долари по планетава, барем на 100 милиарди имаат само за нас покучкано. Така да за нас нема иднина. Очекувана ли ви беше ве вас лично оваа голема победа на Трамп? Па очекував дека ќе победи тој, али многу не се замарав. Ни со него, ни со Харис Џиновиќ. Па Харис Џиновиќ, извини, Камала Харис, извини. Нешто препорачувал овој Зоран Заев, таму и овој другиот од Дубај, дека ќе му го прателе Харис Џиновиќ да му пеел песничка, бидејќи Харис. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам и вам за учеството во црвена линија. Има уште еден коментар од X платформата. Морина со фотографија. Вели, лично ми ги прати уште првиот пат кога победи. Рече, чувај ги, пак ќе дојдам на власт да ви го вратам името. Да живее Трамп и Македонија вечна. А ние ве прашуваме како ќе влие според вас изборот на Трамп, дали ќе биде подобро или полошо. Како ќе влие на нас? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав голем до вас. Ви благодарам, ме поздравувам. Јас бев тој човек кој што преди неколку дена имаме на вашата телевизија истата тема и гарантира дека Трамп ќе победи. Го говорев тоа на вашата и нашата Телма телевизија. И еве дојдовме до тој успех да му честитаме сите заеднички цела Република на Трамп. Знаете што Трамп ќе ни биде најголемиот пријател на Република Македонија. Верувајте дека не само на нас, него на сите, на цел свет. Војните ќе згасна, нема да има силувачи виќе на светот. Нема да има колонизатори, нема да има луѓе кои ќе ги палят државите. А тоа Трамп нема, тој кажа и во неговата стара агенда истото кажуваше дека ќе повлече неговите војници и дека ќе работи на економијата. Трамп не е политичар. Трамп е голем економиста кој што ќе си работи за својата држава, а тоа ќе биде во полза и на целиот свет. Ја ви гарантирам дека од 6 до 12 месеци војната во Украина ќе згасне, а тоа ќе допринесе со доаѓањето на Трамп. Паметете го мојот збор што го зборувам. Од 6 до 12 месеци и Путин ќе најдат заеднички јазик како ќе се реши важно војната ќе згасне. Само не гарантирам за Палестина и Израел. Таму не можам, 40% можам да верувам. Ајде, за нас ќе биде подобро или полошо? За нас ќе биде подобро 300 пати, да знаете. Во полза на... Во ред, благодарам многу за одговорите во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Да. За Трамп. Трамп среќа што победи Трамп. Добро, ве слушаме. Добар ден. Ве слушаме. Намалете го тонот на телевизорот. Аха, добро, чекайте. Целосно на нула. Добро, да. Ете така, продолжете, ве слушаме. Да, среќа што победи Трамп. Инаку
републиканците традиционално се за Македонија. Да. Вие знаете и за Джордж Буш, малиот, кога не предложи за НАТО да влеземе со Хрватска и Албанија. И партијата е битна. Трамп е дисциплиниран човек, економист, богат. И мислам дека нема да дозволи овие европјани да го манипулират. Овие европјаните се за старен модел. Тие не мислат добро за нас, само не лажат. Тој заев глупиот го излажа, отиде, ништо, ни направи, ни виде, ни ништо, избега се. Не знам Мицкоски зашто не го затвара. Се извинувам, а очекувавте ли толку голема победа на Трамп? Да, очекував и добро е што војната сега ќе заврши у Украина. На Блискиот Исток. Исток ќе заврши војната. Нема да биде така како до сега што беше. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Една напомена, значи, само ве замолувам, останува правилото на Црвена линија при употреба на зборови. Секако внимавајте да не бидат навредливи, да нема говор на омрза и секако говор кој што лудира на насилство. Добар ден! Добар ден, Тинче. Добар ден, Баба Роска, како сте ми? Баба Роска, добри. Да, па се слушаме, како сте ми прво да прашаме? Па добро сум и радосна сум денеска. Зошто сте радосни? Зејтин 5 кила. Така ви честитаме. А еве, дали очекувавте волку голема победа на Трамп? Да, очекував. И многу сум среќна и радосна. Затоа што човекот обеќа у Русија ќе се запре војната. Ако го направи вистински тоа, па и за нас ќе биде добро. Нели е стрес секој ден што гледаме таму што гинат луѓе. Па што не за војна да нема, само он да биде председател, никој друг, и Господ нека му продолжи живот. Да биде А еве за до нас, 150 години живот. за нас како рековте ќе биде подобро, како подобро? Да кажам и очекувам дека ќе биде така. Друго не знам што да кажам, денеска сум многу среќна и радосна. Драго ми е што сте среќни и радосни и секако во добро и среќно расположение да останете со нас и да ја доизгледаме и Црвена линија, па и да слушнеме. И сите нека бидат позитивни и ќе бидат среќни. Така, многу Баба Роска за учеството. А сега ќе видиме дали ќе имаме позитивни според вас или негативни промени по Македонија со изборот на Трамп. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте? Да. Ве молам, намалите го само тонот на телевизорот. Скроз е намален, 100%. Па ќе биде подобро или полошо за нас? Па видите, една работа да ви кажа. Што учествуваше Македонија за изборите на Трамп? Клинтон, кога беше на власт, кога се кандидираше. Косово, имам добри пријатели таму, инвестираше 50 евра по една глава, 10 члена у куќа 500 евра пари. Што Македонија инвестираше за изборите? Значи, ние може да добиеме покрај Србија. Бидете сигурни дека Трамп ќе дојде у Србија. Затоа што Вучич ја чува ракијата што му обеќаше да испија заедно. Вратете се назад малку. А очекувана ли ви беше според вас може да искористиме нешто покрај Србија. Значи Македонија не учествуваше таму, што не сите учествуват таму. Тоа е таква е играта таму. Само не знам тачно со колку, пошто голема разлика, не знам со точно колку победи. А може да се надеваме нешто покрај Србија ние македончинава. А иначе, не. Треба да влезете во играта за да добиете. А ние не сме влегле во играта, да се разбереме. 3 години кој ќе наполни војната во Русија, ќе биде празник, слушате го зборот кога ќе се спират работи. А човекот един ли што не направи рак у Америка. Тој, Трамп. Човекот има пари, има економија, има све.
Така, благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Коментари има многу и на X платформата. Има уште еден син на Дирката напишал: ајде, Трамп си победи, него Бајден знае дека имаше избори во САД, а ние ве прашуваме како ќе влие изборот на Трамп на нас, ќе биде подобро или полош? Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ќе биде подобро. Добро, ве слушаме, продолжете. Да. Биде подобро. За целиот Западен Балкан ќе биде подобро. Тоа го кажува Чичкомите од Струница. Ме слушате? Ве слушаме, имате уште доволно секунди, ве образложете како подобро. Ќе биде подобро за цел Западен Балкан, бидејќи Трамп е индустријалец, он не сака војна, он нема фабрики за оружје, како што има Бајден и тие другите, што оружјето мора да го отварат војни, за да профитират. На него он нема фабрики за оружје, има фабрики за индустријски, за нафти, за хотели, угостителски и, значи, едноставно за него гласи, како гледахме свој цела вече не спијак, сите цела работничка класа, индустријата гласи за него. А додека тие у Вашингтон, тие големите капиталисти чорбаджи, од тамо он изгуби, само од 2-3 места изгуби. Другото се он водеше. Значи Трамп е интелигентен, трудолюбив човек и миролюбив. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Секако на самиот почеток укажавме дека имаме активна анкета на Instagram Story. Заследете не, вие кои што еве не следите, утре земете активно учество, а на денешната Инстаграмџи вака одговорија на прашањето: очекувате ли толку голема победа на Трамп? Со да одговорија 67%, а со не одговорија 33%. Сега време да ги погледнеме рекламите, па потоа да се вратиме во студио. Ето, од мене останало да ви се заблагодарам на сите за активното учество во црвена линија. Имам председателски кандидат. жолто. Ненаде. Значи, еден од гледачите кажа дека во Америка уште долго нема да се случи да имаме жена, да имаат жена председател. А еве јас ја немам Камала Харис, ама имам Кате. За председател? За председател. Много ти мило ми. А сега председателката покрај 6 камери, 2 крана и 3 телевизори нека дојде во ова студио. Сега сакаше да кажа нешто. Сега ќе се спроведат изборите и Ката автоматски ќе биде спроведена кај тебе. Значи гласете за Катерина Тедевска Спасич за населените председателски избори. Замисли, ма? А замисли изненади Ненад победи. Ау, Нено ќе се кандидираш? Да те прашам, Ненад ако победи, Ненад ако победи на избори ќе биде подобро или полош? Подобро. Така.